во продолжение почитувани, ние продолжуваме на сосем некоја друга тема, каде што е подготвена нашата колешка Ивана Крстевска-Јаневска, каде што ќе најавиме за нешто што ќе се случува, е поврзано со джезот, Меѓународен ден на джезот. Нешто повеќе за тоа, Ивана, добро утро и повели. Добро утро, Слободанка, до тебе и до сите гледачи на Добро утро секоја утро. Ве поздравуваме од паркот Ибни Пајко, каде што веќе се подготвува денешното одбележување на Меѓународниот ден на джезот. Стартот на настанот ќе започне во 13 часот и со тоа Националниот джез оркестар се приклучува 8 година поред кон одбележувањето на Меѓународниот ден на джезот. Но повеќе за тоа што се ќе се случува овде со почеток во 13 часот, ќе да знаеме од Гоце Стевсковски од Националниот джез оркестар. Ќе ви посакам добро и убаво утро, честит да е празникот, Меѓународниот ден на джезот. Ви благодариме. Денеска 13 часот веќе може да забележате и гледачите дека речиси се е подготвено за почетокот на одбележувањето на овој значаен ден за културата и музиката, што поточно ќе се случува. Па како и секоја година, ова година имаме припремено во програмата, значи джез за деца, тоа е започнува во 1 часот, значи попладне, така да после тоа ќе се представи Сашко Николовски со нова музика, па потоа Фани после една прекрасна словенска музичарка која што е со нејзиниот бенд, па еве да ја најавам програма, почнав тоа да го правам, па Богданци квартетот, па ќе настапи Лана Јањанин, една вокална интерпретаторка од Хрватска, потоа Джијан ќе се представи со својот магичен оркестар и на крајот имаме гости од Куба, така да мислиме дека ќе успееме да задржиме вниманието на публиката кроз целиот ден. Да, целодневен настан пред празничен, убаво време, сончево нели да се биде дел од овој настан во паркот Ибни Пајко. Колку сте задоволни еве вие од изминатите 7 изданија на овој настан, како се одржува и каква беше посетеноста? Па ние почнавме скромно на почетокот уште како здружение кога се оформивме. До сега на овој фестивал во различни варијанти беше правен во изминативе години, меѓутоа последниве 3 се прави на оваа локација и го замислуваме као општ хепенинг, нели, отворен настан за публиката да дојде да може да присуствува, да ужива во различна музика и така натака. Иначе генерално сум супер задоволен. Јас како организатор, да кажеме, заедно со моите другари и пријатели кои што го организираат тоа, така да тоа е тоа. Мислам што го правиме ова. Пардон. А какви се очекувањата од денешниот It's All About Jazz или се што е поврзано и во врска со джезот? Мислам дека ќе биде супер. Обично секоја година се молиме за времето да ни се погоди, оваа година се погоди времето. Јутоа ќе имаме повеќе сонце веројатно отколку што треба, меѓутоа нема да не спречени или да се поминеме во тек на денов, како што кажат најпретходно. Очекувам да има посетеност, пошто еден од поубавите настани кои што се случуваат на отворено во Скопје и во Македонија, така да во изминативе години имаше посетеност некаде кроз денот околу 2.500-3.000 луѓе сигурно. Така да ја очекуваме истава бројка, иако е работен ден, сметаме дека ќе има поголема посетеност фестивалот и дека ќе продолжиме со исто темпо и понатака. Да, сонцето не треба никако да ни биде пречка, затоа што овде имаме премногу чадори со кои што секако нели публиката ќе биде заштитена. Да, во 13 часот започнува нели онаа детска програма, што поточно еве може да слушна да видат децата и за која возраст е наменета? Наменета е од 3 што се вели до 17, ајде. Кај што дечињата од најмала возраст, да речем, они имаат можност да се запознаат со инструментариумот кој што се користи обично во ваков вид на оркестри, во джез оркестри, така да ќе имаат можност да се дружат со членовите на биг бендот, потоа Гордан е како едукатор ги анимира со подредена композиција, па заедно пеат, потоа имат можност исто да се качат на бине да видат како тоа изгледа, за да
Ако му се допадне случајно на некој дете, нели да продолжи по нашите стапки да се занимава со музика. Така да, отприлика, тоа е работилницата, другото го рековме преска. Каква е джез културата, джез публиката во Скопје и во Македонија? Па јас би рекол дека е супер. Тоа си трае кај нас, имаме традиција и покрај Скопскиот джез фестивал, кој што е повеќе од 40 години. Нормално, ние се занимаваме исто како музичари повеќе од 30 на година веќе со овој правец, меѓутоа факт е дека последниве, да речеме, 8 до 10 години има добра експанзија, да кажеме, на групи, на нови материјали, на нови джез продукции, така да супер е, мислам, буквално има доволно, како се вика тоа, и продукција, и музичари, и публика, да. Да, на Скопје некако асоцира на джез, може би благодарение нели на джез фестивалот кој што го споминавте, кој што навистина со децени постои. Јас ќе ви го честитам уште еднаш овој голем и значаен ден за джез музичарите, меѓународниот ден на джезот. Ви посакувам убав ден, убав настан и секако да имаме уште многу повеќе настани поврзани со джез културата, джез музиката за кој што ќе зборуваме во иднина. Благодариме. Така, Слободанка ќе ги поканиме еве сите луѓе кои што сакаат денеска на ова прекрасно сончево пролетен ден да уживаат овде во паркот Ибни Пајко во джез музика. Навистина денеска Скопје е некако релаксирано, мирно, дури го нема ни оној типичен сообраќај на метеж кој што го има во раните утрински часови во Скопје, веројатно нели поради празниците, неработните денови, но и поради распустот на децата од основните и средните училишта, па така што навистина вистинско време да се ги земете вашите деца и во 13 часот да бидете дел од овој навистина многу интересен и културен настан, да ги запознаете малку повеќе децата со джез музиката, со инструментите, па можеби секако како што спомене Гоце ќе им се роди љубов и на некој од дечињата понатаму да продолжат да се занимаваат со музика. Ивана, многу благодарам. Секоја музика е добре дојдена, а джезот исто така е многу добре дојден, како што кажа, и за дечињата од помала возраст, за едно опуштање и релаксација. Поздрав и до гостино, се разбира, и